pesno kajne, umoren su notte pejam, uteha ti mi ostana, koga plaćam i koga se smejam, nemaše da imam spomeni. Утринава пиеме утринско кафе и чајче предновогодишно со Миле Кузмановски со прекрасен повод не само да направиме едно кратко резиме на годинава што истекува, туку и да одбележиме нешто ново во неговата музичка кариера. Миле, пред се здраво, добро утро. Добро утро, Ирена. Драго ми е дека го пием утринското кафе заедно. Ти си со чајчето, јас со кафето. Ти благодарам на поканата. Што има ново кај мене? Нели, последно што ја извадивме песната нова се вика Срце храбро. Ја направивме со Боби Василевски и Драган Пејич Пеја, автор на музиката и аранжманот заедно со Боби и текстот е на Александар Тарабунов, мојот драг колега забавњак. Ми направи преубав текст. Ја снимивме со Деки и спотот го направивме со Дејан и ете создадовме една убава песна која што мислам дека ќе се свири по кафани. Една кафанска приказка. Овој живот јас го минав во 2-3 дена. Беше роза што ме гали и одета свена. Кому сега јас да запејам? Да си соберам и до зори да се опивам, со песна рани јас да лекувам. По повод промоција на новата песна, неодамна направи и една убава дружба со новинарите во винаријата Стоби. Па ајде малку за самата атмосфера, многу убав начин да се лансира една песна и тоа токму во последниот месец од годината, месец кога сите сакаат да се расположени, Така е. Прво да се заблагодарам и на помагателите, нема да ми замериш, нели? Тоа е ресторан Одисеја, мојот пријател Драги и Стоби винаријата, која што застана позади овој мој проект, да го наречам песна како и да е. Размислувавме собствениците и менаџерите на Стоби винарија, замолија ако може да биде промоцијата таму, во винаријата и беше малку различно од сите оние промоции до сега што сме навикнали да ги гледаме. Бевме во една убава просторија баш до барик собата каде што одлежува виното. Новинарите им благодарам што ме испочитува и што дојдоа во голем број, им беше организирано се. Да ги однесам, да ги вратиме назад, да ги удостоиме таму, да дегустираме вино и некоја закуска, така, да го видиме спотот. И се надевам дека си помина убаво и после тоа ми се заблагодарија и јас нив нормално, дека е малку различно, дека е многу интересно, добија и едукација за вината, предавање, како потекнува, како го создаваат виното, така да беше многу интересна приказка. И мислам дека направивме една поразлична димензија на промоција, споивме вино, песна, тоа што оди и заедно. Нели? Немаше да имам спомени, ако тебе не те покани. Ова мое срце храбро, немаше да имам спомени, ако тебе не те покани. Ова мое срце храбро.
оваа година полека привршува. Така, за тебе беше многу активна, нели твои собствени проекти, беше дел од караванот Македонија во срцете носиме, со кој што настапивте во многу градови, бевте сведоци на преполни плоштади, на моменти кога едногласно со вас сите присутни ги пеа песните, а сето тоа финишираше со еден прекрасен концерт во Македонската филхармонија со симфониски оркестар. Како ти го доживеа твоето учество во овој проект? Па, да се заблагодарам прво што ме поканија. Продукција Скендеровски, ја прифатив поканата веднаш. Направивме 27 концерти низ Македонија. Сватив дека Македонија е желна за убава македонска песна. Благодарност до Николче Мицевски за преубавите аранжмани. Мислам дека ги доближивме до младиот човек. Многу интересно, кога ќе видите млади луѓе на првите редови до вас тука и ја пеат во еден глас секоја песна, не само мојата или и на моите колеги, сваќате дека имаме преубава музика, традиција преубава, и мислам и дека и оној патриотизмот малку го дигнавме на еден пиедестал, да младиот човек свати дека е ова нивна држава, наша држава, немаме друга, немаме заменска, таа ни е и треба да ја чуваме. Завршивме со прекрасен концерт во филхармонија, со големиот оркестар на филхармонија. Благодарност и до нив. Се почувствувавме, јас барем, многу убаво. Пеам втор пат со таков голем оркестар во мојот живот, но навистина е, како да ви кажам, предизвик и доживување некако за мене специјално. Не можете секогаш да имате 50 музичари позади себе, нели, не дозволуваат условите, но уште еднаш пак ќе кажам благодарност до Скендеровски за организацијата, за храброста, што го направивме и мислам дека ќе остане како еден проект кој што и после 10-15 години, кога ќе не нема, мислам дека ќе има вредност. Што уште би издвоил од оваа 2024 како посебно убав или успешен момент за тебе? Навистина многу работа, многу културни лета, многу пивофестови, многу винофестови, многу дружење со луѓето низ Македонија. Ќе спомнам и турнеи надвор од Македонија, бевме до Малта, бевме да ги посетиме нашите во Малта, бевме во Швајцарија, бевме во Германија, така да беше, мислам дека ова година е една од поуспешните мои работен план, па и приватно можам да кажам дека беше се окей, сите се здрави, живи, по дома сите сме на број, тоа е најбитно. И за крај секако да ни откриеш каде и како ќе ги поминеш новогодишните празници. Па, ние некако сме осудени да сме работно, нели, ангажирани секогаш кога се празниците во прашање, како пред новогодишните прослави, така и вечерта на 31 за нова година сум на плоштадот во Крушево. Се надевам дека ќе си поминеме преубави моменти со луѓето кои што ќе бидат таму, а знам дека ќе има многу луѓе на плоштадот, како и пред многу години, не знам пред колку, но поминав навистина студена, но убава, топла со луѓето атмосфера. Јас ке ти посакам и ова нова година, односно новогодишна ноќ, да ти помине во таква пријатна, убава, весела атмосфера. Впрочем, не попусто велат дека Миле Кузмановски е крал на народната песна. Сигурна сум дека ќе им биде топло во душите и срцата на сите што ќе бидат за дочекот на новата 2025 во Крушево, а на тебе лично новата година нека ти биде исполнета со уште поубави, поблескави моменти отколку претходната. Ти благодарам, Ирена. Ирена, и јас себе ќе ти посакам среќни празници, убаво да ги поминете каде и да одите. Да ти посакам кариера, веќе ја имаш многу одамна, но да потраеш уште барем уште едно 30-40 години.
Благодарам. затоа што го заслужуваш тоа. И се надевам дека ќе поминам убави моменти, иако знам дека ќе биде многу студено вечерта, но знам дека тие ќе ми вратат со позитивна енергија и дека ќе направам една убава вечер, максимум ќе се потрудам да им ја направам да се најстрекни вечерта. Ти благодарам, Миле. Ти благодарам и тебе. Posle tebe ja sam kralj bez kruna, violina bez zlata struna. Posle tebe ja raskrstim so ljubov da. Posle tebe ja sam kralj bez kruna, violina bez zlata struna. Posle tebe ja raskrstim so ljubov da. I so pamet